Жената земјоделка нема картичка, што на крајот од работното време ќе ја отчука и е завршено. Кога работиш со земјоделие, значи не можеш да размислуваш, еве на пример, за отсуство или боледување. Бидејќи земјоделието си бара постојаност, исто така кога работиш со земјоделие не можеш да планираш годишен одмор. Периодот, на пример, јас сум тутун производител, и еве сега ќе видите, значи веќе започна сезоната, производство на расад, потоа имаме расадување, па садење и конечно збирање, се тоа се поклопува со периодот кога започнува годишните одмори. Но ние тоа не можеме да си го дозволиме, за жал луксус е. Сега за жал тука ние немаме право на боледување во смисла што, на пример, јас како индивидуален земјоделец, значи имам 2 дечиња малолетни, значи немав право на користење на породилно отсуство како и другите, а јас си плаќам и здравствено и пензиско, значи. Боледување, значи не можам да замислам. Јас сум сама, значи, со сопругот и 2 дечиња. Не сум имала градинка, немаше градинка, значи моравме да си ги носиме со нас на работа. Кога би била една жена самостојна финансиски, би било сигурно подобро.